Во најновото издание на Урбаните вести ќе гледате: нова фасада за средното хемиско училиште. Сообраќајната полиција казнува, но несовесните возачи упорно возат низ плоштадот. До крајот на неделата ќе бидат пуштени фонтаните во Скопје. Во општина Бутел презентирани резултатите од проектот Јакнење на мултиетничка соработка во општините. Нова енергетски ефикасна фасада наскоро ќе добие средното училиште на град Скопје Марија Кири Склодовска, со што целосно ќе се промени сегашниот изглед на зградата, изградена во 1969 година. Почетокот на градежните работи за реконструкција на фасадата на училиштето го означи градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој информираше дека фасадата ќе биде модерна и истовремено енергетски ефикасна. Работиме еден мегапроект кој што ќе чини 44 милиони денари, кој што опфаќа целосна замена на ова стакло кое што нити е економски ефикасно, нити можеме да го затоплиме училиштето, и училиштето ќе добие еден целосен нов изглед, ултрамодерен, европски, ќе биде изградено со стаклова боја, термални стаклова боја и алуминиумски профили, кои што ќе овозможат и европски изглед на ово училиште, меѓутоа и сериозно ќе зголемиме економската ефикасност, бидејќи овде ќе имаме сериозни проблеми со одржување на температурата и во зимскиот. Минатата година 11 средни училишта на град Скопје добија енергетско ефикасни фасади, а во речиси сите училишта беа реализирани реконструктивни зафати согласно нивните потреби. Во 7 средни училишта пак беа направени тоалети за лицата со посебни потреби и беа обележани паркинг места за лица со посебни потреби во секој училиште, каде што имаше можност за тоа. Непрописно паркирани возила на локации наменети за пешаци. Еве ќе секојдневна слика за пешачката зона на улица Македонија. Покрај паркирани, често се забележуваат и автомобили во движење, кои представуваат сериозна закана за пешаците. Зошто сообраќајната полиција и покрај зачестеното присуство низ центарот на Скопје не реагира на ова свесно кршење на сообраќајните правила? Прашавме денеска во СВР Скопје. Оттаму ни одговорија дека од страна на Оделението за безбедност на патниот сообраќај Скопје во периодот од 1 јануари до 20 мај 2019 година на улица Македонија и пешачката зона на истата улица против непрописно паркирани возила преземени се казнени мерки. За паркирање на коловоз казнети се 27 возачи, 23 се казнети за паркирање на пешачката зона плоштад, а со пајак се отстранети 22 возила. Покрај возилата на пешаците на улица Македонија и ке од 13 ноември проблеми представуваат и летните тераси кои узурпираат значителен дел од слободниот простор за движење. Ингеренции за решавање на овој проблем имаат град Скопје и општина Центар, од каде што информираат дека право на движење имаат само автомобили кои имаат дозвола за снабдување на дуќаните. Велат дека постојано ги санкционираат возачите кои ги паркираат своите автомобили и дека ќе преземат построги мерки. Возилата кои имаат дозвола имаат право да паркираат на улица Македонија само во време траење од 15 минути. Најниската казна за прекршување на ова правило е 2500 денари, доколку возилото го крене пајак служба, и 6000 денари ако сте паркирани на зелена површина. По бројните реакции од граѓаните, конечно до крајот на неделата фонтаните во главниот град ќе бидат пуштени во употреба. Како што изјавија за прва Скопска од јавното предпријатие Водовод и канализација, до крајот на оваа недела ќе бидат пуштени во употреба фонтаните кои не се оштетени и оние кои имаат мали дефекти кои екипите на предпријатието ќе можат да ги санираат. За другите фонтани кои имаат поголем дефект се чека да заврши тендерот за да се избере фирмата изведувач која ќе ги санира оштетените делови. Како што информираат од предпријатието, овој тендер се очекува да заврши за 2 недели. Дефектите ќе се санираат, а Водовод ќе ги пушти и овие фонтани во употреба. Инаку во Скопје има повеќе атрактивни фонтани кои привлекуваат погледи кај граѓаните и туристите. Една од поатрактивните фонтани во главниот град е фонтаната Jumping Jet, која се наоѓа на просторот меѓу фонтаната Војно
полетот на конј и влезот кон камениот мост. Оваа фонтана официјално беше пуштена во употреба во 2015 година и представуваше вистинска атракција, особено за децата. Претходно, одржувањето на фонтаните беше под надлежност на град Скопје, но со одлуката за одстапување на чување, одржување, заштита и користење на фонтани, донесена од страна на Советот на град Скопје на својата 14-та седница, која се одржа во јуни 2018 година, надлежноста за одржувањето на фонтаните во централното градско подрачје се префрли на јавното претпријатие Водовод и канализација. Завршна презентација на проектот Јакнење на мултиетничката соработка во општините се одржа денеска во паркот пред општина Бутал. Во оваа завршна годишна активност учествуваа 100 ученици од трите основни училишта од општина Бутал: Живко Брековски, Панајот Гиновски и Петар Здравковски Пенко. Во проектот општина Бутал учествува 7 година поред. Градоначалникот Велимир Смилевски, кој ги поздрави учениците во проектот, додаде дека вакви проекти се потребни на општината која е мултиетничка средина за подобро поврзување на учениците и граѓаните. Општина Бутал, мултиетничка општина каде што граѓаните во општина Бутал разговараат за сите проблеми, сите негативности и сите убави работи што се случуваат од основа на етникусот. Денеска завршуваме еден процес со неколку училишта, тоест 3 училишта во општина Бутал, и тоа Панајот Гиновски, Петар Здравковски Пенко и Живко Брековски, каде што децата се дружеа на мултиетничка основа и изработуваа проекти кои што допринесуваат за соживот и доброто не само во општина Бутал, туку во Република Македонија. Денеска сме сведоци на едно збедување каде е краен дел и ги гледаме презентациите за се она што направија во изминатиот период. Секциите од трите училишта ги презентираа резултатите од сработеното во текот на изминатата учебна година. Секцијата од Живко Брајковски ја презентираше макетата на аларм детектор. Учениците од Панајот Гиновски го презентираа својот робот, макетата на град со спроведена електрична енергија, како и макета на сончевиот систем. Учениците од Петар Здравковски Пенко ги презентираа активностите што во изминатиот период ги реализирале во пензионерскиот дом Лика Чопова во Чаир, како дел од училишната хуманитарна секција. Проектот има за цел преку спроведување на повеќе од 200 наставни и воннаставни активности со над 3000 ученици од различни етнички заедници. Проектот да придонесе за зајакнување на мултиетничката соработка и толеранција во општините. Главната цел на проектот е да се истакнат заедничките теми на кои што сите ние ќе работиме и ќе заборавиме на тоа кој на која националност, односно етникум припаѓа, кој на кој јазик зборува или кој на која вероисповед припаѓа, туку сите заедно ќе работиме на нешто што не соединува. Овој пат тоа е науката, информатиката, хуманитарните активности, неодамна имавме активности во областа на екологијата. Тоа е крајната цел на сите овие проекти кои што значат мултиетничка соработка. На оваа завршна манифестација беше промовирана и поделена специјалната брошура за проектот преку кој се јакне мултиетничката соработка во општина Бутал. Проектот за јакнење на мултиетничката соработка е поддржана од детската фондација Песталоци од Швајцарија, а е имплементирана од Македонскиот центар за граѓанско образование. Изградена нова пристапна рампа пред Домот на култура во Ѓорче Петров. Се одржа 12-тиот пожарникарски крос на кејот во општина Аеродром. Од 29 мај до 1 јуни во Чаршија на кеј и во градски парк Скопје Light Art District 2019. Промовиран музејски водич Минатото на дланка. Домот на култура во општина Ѓорче Петров од сега ќе можат да го посетуваат и лицата со хендикеп. Имено станува збор за подобрување на пристапот. Како што информираат од општината,
Наместо неадекватната рампа, изградена е нова, стандардизирана пристапна рампа со 2 монтажни патеки, кои треба да ги премостат скалите во внатрешноста на домот. Од Ѓорче Петров велат дека општината досега има изградено 14 пристапни рампи во сите јавни установи на своја територија. Оваа година останува да се реши и вертикалната пристапност во основните училишта, додаваат оттаму. Се залагаме и работиме на создавање општество без разлики и еднаквост за сите. Секој заслужува еднаква шанса за остварување на своите права, се вели во соопштението од општина Ѓорче Петров. Околу 500 ученици од 5 до 9 одделение на основните училишта од град Скопје денеска учествуваа на традиционалниот пожарникарски крос надпревар Пожарко 2019, кој се одржа по 12 пат. Надпреварот се одржа на кејот на реката Вардар, во близина на спортскиот центар Јане Сандански, во општина Аеродром. Учениците се надпреваруваа во машка конкуренција на 600 метри и женска конкуренција 500 метри. Кросот се одржува по повод 20 мај, денот на пожарникарството, во организација на Општинскиот противпожарен сојуз Аеродром, а во соработка со противпожарниот сојуз на град Скопје. Оваа традиционална спортска манифестација, како што велат од општината, представува значаен придонес во развојот на свеста кај младата популација за заштита од пожари. Универзална сала и град Скопје го најавуваат второто издание на фестивалот на светлината Скопје Light Art District. Фестивалот кој минатата година се одржа од 6 до 9 октомври е замислен како надворешен фестивал со патека и стартна точка лоцирана во старата Скопска чаршија, која ќе води преку кејот на Вардар се до градскиот парк, каде ќе биде и финалната точка. 25 уметници, уметнички здруженија и уметнички групи од земјава и странство од 29 мај до 1 јуни од 20 до 24 часот на 18 локации ќе ги изложуваат своите дела, ќе ги сведуваат своите представи и перформанси и ќе им понудат на Скопје и скопјани едно ново, магично и необично доживување. Со инсталации и настапи во многу бои и светлина, Скопје Light Art District и реномираните светлосни уметници, кои ќе бидат дел од него, на присутните ќе им ги представат фантастичните и митски суштества и чудовишта кои магично излегуваат од крошните на дрвјата или се вешто скриени во некој дел од урбаната џунгла, светлечките дрвја, музичките перформанси, 3D проекциите и уште многу други светлосни атракции. Фестивалот ќе биде збогатен и со посебен ланч дел за одмор, забава и дружење за посетителите, а ќе имаат можност да присуствуваат и на првиот 3D мапинг надпревар, на кој уметниците од земјата и странство ќе се надпреваруваат за фестивалското Гран При, наградата Златко Славенски. Отворањето на фестивалот е закажано за 20 часот на 29 мај во Куршумлијан во старата Скопска чаршија. Скопје Light Art District 2019, светлосниот фестивал, е културно-уметнички настан во организација на Универзална сала, со поддршка на град Скопје и РОК проектот, како дел од Хоризонт 2020 програмата за истражување и иновации на Европската Унија. Водич на музејската поставка, минатото на дланка низ креативна работилница со ученици од основните училишта и од Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов од Скопје, беше промовиран во рамки на музејската недела во Националната установа Музејот на македонската борба, соопштуваат од музејот. Работилницата беше реализирана во соработка со студентите од Филозофскиот факултет од Скопје од одсекот специјална едукација и рехабилитација. Музејскиот водич, се наведува во соопштението, е изработен во печатена форма на брајово писмо и во аудио формат, креирајќи инклузивен концепт на доживување на музејот за различни групи посетители. Во рамките на проектот изработени се и тактилни историски мапи и ознаки за движење низ музејската поставка. Промоцијата на водичот е во завршна активност на проектот за подобрување на пристапноста на слепите и слабовидни лица на Музејот на македонската борба, поддржан од Балканската музејска мрежа, финансиран од страна на Фондацијата Ставрос Нијаркос преку имплементација на Фондацијата Културно наследство без граници на
Босна и Херцеговина. Проектот е имплементиран во соработка со Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов Скопје и Националниот сојуз на слепи. Изработката и адаптацијата на материјалите на Брајово писмо ја помогна проектот за деца со пречки во видот, поддржан од УСАИД, Лајонес Македонија, Универзитетот на Југоисточна Европа, се наведува во соопштението од музејот. Тоа беше се во ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието.